Господја Пировска, несомнено дека темата Никола Груевски и понатаму во јавноста е доста актуелна, што поради интересот на граѓаните, што поради интересот на медиумите, меѓутоа сепак се работи за еден поранешен премиер. Сите се занимаваат со она прашање која била рутата на Никола Груевски, кои биле луѓето кои што му помогнале при неговото бегство, но вие гласно говорите дека сепак првата точка од каде што треба да се бара одговорноста се македонските институции. Која институција, поготово е онаа која што најмногу потврди во ова бегство? Па мислам дека Министерството за внатрешни работи и службите на Министерството за внатрешни работи, односно Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за безбедност и контраразузнавање биле клучни околу случувањата поврзани со бегството на Никола Груевски, од проста причина што јас веќе тоа и го изјавив дека тие морале да имаат сознание за неговите контакти, прво со странските служби, второ за неговите движења и како што дознавме денови венели и одеднаш подигањето на големи суми на пари, сето тоа требало да биде момент кој што требало на институциите да им представува двигател за да преземат мерки за негово по-сериозно обезбедување, и што и доаѓаме тука и до она што може би требало да биде и действување на судот, кој што несомнено во вакви случаи мора да има да добива информации од службите во МВР, како што е Агенцијата за разузнавање, дека постои опасност, постои ризик тој да избега од земјата и да се спаси од издржувањето на казната затвор. Во таков случај, и покрај тоа што ние како Хелсиншки комитет секогаш притворот го наведуваме како крајна мерка, требало да предвиди и мерка притвор за да се обезбеди неговото издржување на казната затвор. Значи, има неколку сегменти кои што власта, доколку сака да им ја каже вистината на граѓаните, треба да го утврдува. Како што реков, треба да се почне пред се од неговото обезбедување како осуденик, не само за делото за кое што е осуден, него и за другите дела во кои што е обвинет, кои што се уште посериозни од она за кое што е осуден, требало да покажат една поголем степен на предпазливост и сериозност во обезбедувањето тој да ја издржи казната затвор. Тоа не се случи. Значи, сериозноста во пристапот кон обезбедувањето на Никола Груевски требало да биде на многу повисок степен, оттука и перцепцијата на граѓаните и на нас и во граѓанскиот сектор, вие знаете дека излеговме со реакција по однос на бегството на Груевски, е дека со таквото непостапување всушност му се овозможило на некаков начин да избега од земјата и да ја избегне казната затвор. Според тоа мислам дека ова одолжување на власта да даде одговори на прашањата кои што секојдневно се поставуваат и од страна на пошироката јавност, и од страна на експертите, и од страна на граѓанскиот сектор, мора да се излезе со некаква информација, која што ќе покаже дека власта сериозно сака да му пристапи на случајот и да даде одговор. Јас не верувам дека ќе може да се даде некое совршено алиби и власта на некој начин да се спаси од осудата за она што се случи, бидејќи се очигледни пропустите. Јас затоа и реагирав на изјавите на премиерот и неговата убеденост дека Груевски нема да ја напушти земјата. Господја Пировска, ве плаши ли условно кажано тоа што ако се погледне извештајот на Прибе, потоа извештајот на Европската комисија кои што зборуваат за владење на правото, за зајакнување на капацитетот на институциите, како и соодветни реформи во судството, кај нас после бегството на Груевски, како одговорноста од оние кои што се најзадолжени за ова прашање да доаѓаше преку едни изјави во медиумите. Да, со тоа што премиерот во своето интервју на 360 го амнестираше во втората минута, кажувајќи дека тој чувствува дека не е министр за внатрешни работи одговорен во случајот. При тоа заборавајќи дека претходно даде изјава дека ќе
ќе бидат покрената истрага за да се утврди што се случувало и кој направил пропуст. Апсолутно ме загрижува тоа што кажува овој случај. Ме загрижува од аспект на капацитетот на институциите и од аспект на менталниот склоп кој што го пројавува и оваа власт. Неказнивоста беше феноменот поради што започна отпорот во Македонија против режимот на Груевски. Едно од првите барања кои што шарената револуција го преавуваше на тие протести беше барањето за кривична правда. Поради фактот дека во Република Македонија ние немаме политичар од висок ранг кој што одговарал за своите дела. Да не заборавиме, Груевски е четвртиот осуденик политичар кој што успеал да ја избегне правдата во Македонија, бегајќи од земјата. И да не заборавиме дека во последниот извештај на Европската комисија апсолутно се бара земјата да покаже доследност во борбата против антикорупција и да ги спроведе високо профилираните случаи на корупција. Се мисли на злоупотреба на власта пред се. Заради тоа што сето она за што е обвинет Груевски е всушност злоупотреба на моќ, злоупотреба на службени овластувања, злоупотреба на власт, нешто што во Македонија ние очекувавме дека ќе биде минато. Меѓутоа, со овој однос, со ова непостапување, неодговарање на реакциите на јавноста, со една сериозна истрага околу случаите, со едно сериозно прифаќање на одговорноста за случаите, ние можеме да дојдеме на истото она ниво на кое што бевме за време на владењето на Груевски. Како го коментирате тоа што како консеквенца сега после бегството на Груевски, дел од луѓето кои што веќе беа обвинети, но не и осудени, но кои што не беа во притвор, сега се најдоа во притвор, кои што пак се жалат дека кон нив се постапува само заради тоа што Груевски избегал од државата. Јас не можам да кажам секако дека они се притворени само заради тоа, но дека тоа беше калкулиран потек, според моје мислење, со цел да предизвика некаква сатисфакција во јавноста, дека еве, ние се бориме за да се постигне кривичната правда, сите оние кои што го прекршиле законот, и сега тука зборувам повторно за високо профилирани случаи, какви што се и случаите на Орце Камчев и на Мијалков, да се едноставно на некој начин беше тоа димна бомба после бегството на Груевски. Да не заборавиме дека дента кога побегнал веќе Груевски од земјата беше приведен Орце Камчев. Јас повторно ќе нагласам, јас не мислам дека нема материјал зашто тие би биле кривично гонети, меѓутоа многу е симптоматично кога се случуваат нивните приведувања. Груевски доби во азил во Унгарија, самиот се пофали за тоа, во меѓувреме собранието му го одзема имунитетот. Правно гледано, кој е бенефициите на Груевски од азилот и односно што губи со тоа што одзема имунитетот, а всушност е во друга држава? Искрено речено, јас не почувствував ништо, ниту како правник, ниту граѓанин на оваа земја, која разбрав дека му одземен имунитетот на Груевски. Груевски се наоѓа во Унгарија. Сепак е задоцната реакција. Задоцната реакција прво, второ тој има азил. И тој, и доколку се шета во земјите на Европската Унија, ќе зависи од земјата во која што ќе престојува, дали ќе покрене некаква постапка за негово екстрадирање. Според тоа не мислам дека тоа што му е одземен имунитетот ќе има некаков ефект сега во, да речам, достигнувањето на правдата, односно негово враќање во Македонија или, како да речам, не мислам дека тоа е некаква сатисфакција за граѓаните после она што се случи, односно со неговото бегство. Очекувате ли да биде екстрадиран? Јас секогаш ќе очекувам Груевски да биде екстрадиран. Груевски е човекот кој што навистина и нанесе зло на Република Македонија од многу аспекти. Сето она што беше градено беше разурнато, и пред се зборувам за
принципот на владење на правото, воспоставување на некакви погрешни вредности и на феномени со кои што ние многу тешко ќе се справиме. Не сум позитивна, имајќи предвид како се движат работите, дека ќе дојде до негова екстрадиција, иако се уште верувам во тоа дека Европската Унија ќе има некаква реакција кон Унгарија како земја членка на ЕУ, но колку таа реакција ќе има некаков исход, повторно не сум оптимистична, имајќи предвид дека против Унгарија беа покренати одредени мерки од страна на Европскиот парламент, но сите знаеме како тоа заврши со гласот против од страна на Полска. И не верувам дека Орбан ќе биде многу засегнат од реакцијата на Европската Унија, имајќи го предвид целото негово начинот на неговото владење во Унгарија. Ви благодарам на одвоеното време. Молам.